Општа е констатацијата дека состојбата на човековите права и слободи во Република Македонија е многу лоша. Дискриминацијата и кршењето на човековите права и слободи се масовни и се присутни во сите сфери. Имаме неколку препораки, меѓу кои одговорните ресори во владата, како и институциите на локално ниво, треба да преземат итни чекори за подобрување на овие состојби преку доследно спроведување на законите, ништо друго. Воедно, треба да ги зајакнат механизмите за внатрешна контрола и почитување на стандардите во полза на граѓаните кои нив ги бираат, односно ги плаќаат. Мора час поскоро да се изврши тотална деполитизација на системот, односно институциите да станат сервис на сите граѓанки и граѓани подеднакво. Медиумите се подсилна контрола на структурите на моќ во државата, слободите на изразувањето и медиумските слободи се од извонредно значење за демократијата во државата и секако за состојбата на човековите права. Затоа медиумите мора да се ослободат од политичкото влијание и контрола, а на новинарите да им се обезбеди непречено да ја вршат својата работа според професионалните стандарди и етиката. Тоа ќе придонесе кон јакнење на јавната свест за човековите права и кон транспарентност на институциите. Економските и социјалните права на сите граѓанки и граѓани не смее да се жртвуваат по никоја цена, туку мора да се почитуваат во целост и безусловно. Република Македонија на крајот мора да се тргне од листата на земји во светот кои имаат политички затвореници. Владењето на правото мора да се воспостави како принцип во вистинска смисла на зборот. Состојбата со човековите права во Македонија е на вистина лоша и секоја година се влошува се повеќе. Граѓаните на Македонија се соочуваат со кршење, брутално кршење на нивните човекови права во речиси секој аспект. Тоа го констатира овој извештај, а и еден куп други извештаи од релевантни домашни и меѓународни институции. Почнувајќи од полициската бруталност, бевме сведоци пред неколку дена повторно на такво нешто, каде што директорката на Хелсиншкиот комитет беше оттурната брутално од еден полицаец на минато неделниот марш против сиромаштијата, кога директорката на Хелсиншки комитет бива оттурната од полицаец без никаква одговорност, гледаме, не знаеме всушност како ќе реагира на тоа МВР и како ќе реагираат институциите, но поминуваат денови, гледаме дека нема ниту изјава, ниту ништо кое што упатува дека таму некој размислува на одговорност, ни кажува всушност како системот си наумил да си ја тера својата работа и да си ги врши овие валкани дејанија кои што ни го загорчуваат животот на сите. Безброј има примери не само во медиумите, не само во работните организации, не само на улица за тоа што ни се случува секој ден. Луѓе, ние сме на вистина изморени. Не само од повторно и повторно констатирање на состојбите, но на вистина сме изморени истите овие луѓе да ја биеме оваа битка цело време за вас. Простете што звучам вака депримирано или разочарано, но овие луѓе, 100, 200, 300, 500 активисти, кои што горат овие 6-7 години на улица за вас, а и предходно со другите власти, не можат да бијат оваа битка успешно доколку не им се приклучите, доколку не ги поддржите. Нема чаре ако не излеземе сите и не застанеме позади чарето.